Се враќаме назад во живо во овој втор дел. Мои вечерашни гости се отец Ивица, добро вечер. Добро вечер. И Блажен Малевски од Националниот младински совет. Добро вечер и за тебе. Поводот веќе најавен, нешто што во текот на вчерашниот ден ја разбрани малку јавноста, социјалните мрежи, заедницата и така натаму, а поводот беше секако изјавата на владиката Петар, кој да пробам да го парафразирам, младите треба рано да се женат и мажат и да формираат здрави семејства, а ако не се за мажење или женење, имаме 100 манастири во епархијава да ги наполниме барем нив. Отец Ивица, да го слушнеме прво Блажен, ако се согласите. Колку сакате. Ајде. Реков, навистина големи реакции предизвика ова изјава на владиката Петар. Ние подоцна, доколку имаме време, ќе го пуштиме неговото, бидејќи вчера имавме прилика телефонски да разговараме со него, баш во контекст на изјавата, но доколку немаме, ќе останеме на ставовите кои што вечерва ќе ги поделите вие, нели, представник од младите и представник од црквата. Како реагираш на оваа изјава? Па добро. На социјалните медиуми најчесто се сведуваше на шега и на на заменување на тежината која што ја има кажаниот збор во овој случај. За мене е загрижувачки, бидејќи младите во Република Македонија се соочуваат со толку многу проблеми кои што се екзистенцијални за нив и поради кои што заминуваат од државата. И малце е ризично и неблагодарно да ја сведеме дискусијата само на мажење или на брак или на венчање и слично. Мислам дека сериозноста на ситуацијата не ни дозволува да разговараме за такви баналности. Туку е многу повеќе потребно да го вратиме дискурсот на она што е навистина потребно, а тоа е државата да се реформира и да ги разбере потребите на младите. Ако знаеме дека младите барем од внатрешноста немаат можност културолошки да се надоградуваат со тоа што не може да поседат театар, кино и слични установи кои што културолошкиот живот ќе им го збогатат, мислам дека е малце банализирање на проблемот да се рече ако не сте за мажење или за женење, тогаш одете во манастир. Разбирам дека малце контекстот во кој што го кажа владиката, тоа е на духовно ниво, но сепак за духовно ниво не е само потребна црквата и верата, многу попотребни се и исполнување на животите на младите во други сфери. Отец Ивица? Јас внимателно ја проследив изјавата на митрополитот Петар и во неа не најдов ништо противречно, нелогично, не знам, Блажен го кажа тоа што го кажа, тоа е негово доживување и така натаму, но митрополитот Петар кога ја произнесе својата изјава, тој ја посочи, ја насочи кон конкретна целна група на оние млади луѓе во Република Македонија кои се декларираат како православни христијани и кои сака да го живеат тој живот, да го вреднуваат и да го организираат својот живот во рамките на тој вредносен систем. И тој вредносен систем е таков како што го кажа митрополитот Петар. Ништо противречно со верата. Ја доживеа ли така ти Блажен изјавата? Па искрено за мене е малце загрижувачки. Живееме ние во држава каде што не сите можат да пристапат во брак. Мислам, тоа на црквата веројатно нема да и се допаѓа, но живееме во држава каде што исто половите бракови не се дозволени. Дали тоа значи дека тие лица треба да бидат или се на страната, дури да се православни христијани, не треба да бидат во брак. Така што мислам дека треба да разграничиме помеѓу црковното верување или верувањето во верата и она што го имаме како фактичка состојба во нашата држава. Последен пат кога проверив, уставните измени не се однесуваат на секуларноста на државата, така што мислам дека треба да бидеме многу предпазливи без разлика дали тоа се однесува само на една целна група, особено од верски лидери, би ги нарекол, кои што имаат и важна улога во општеството и во неговото развивање. Дали е бракот задолжителна опција за секој? Вака сега, значи, јас мислам дека тоа што го кажа пред малку е јасно.
сите овде што се присутни, и вие како водител и гостинот и останатите, секој лично, слободно го избира начинот на својот живот. Значи, митрополитот Петар својата порака ја упати до оние луѓе, ке повторам, што себе си се доживуваат како членови на црквата, значи како православни христијани, како ученици Христови, значи луѓе кои го следат тој вредностен модел. Има луѓе што не го следат тој вредностен модел, следат некои други вредностни модели или никакви вредностни модели. Значи сега не разбирам каде е тука проблемот. Ако некој друг се еве на пример ако некој припадник на исламската верска заедница упати порака, тој таа порака ја упатува до своите верници. Например, ако некој политички представник упатува некаква порака, тој упатува до некои своји целни групи и така натаму. Не ја разбирам конфузијата и неразбирањето на ова што беше кажано од митрополитот Петар. И плюс, туку убаво слушнав, нашата држава има потреба од реформи. И јас сум оној кој со години говори дека тоа е потребно. Но прво треба да дефинираме што е тоа реформа. Првин, јас говорам дека нам ни е потребна морална реформа. Кризата во која се наоѓа нашето општество и нашата држава пред се на се темели затоа што ние имаме недостиг на морал, недостиг на совест, недостиг на вредности. Младите, говорам сега за сите во Република Македонија, иако не сум тој што можам да говорам во нивно име, може некој да каже кој си ти да говориш во мој име, но еве, ќе се осмелам тоа да го кажам. Значи, младите страдаат пред се и над се заради лошиот избор и постапките на повозрастните. Затоа што тие со својата неодговорност, неморалност, со лоши вредности или никакви вредности или така, без никаква смисла во својот живот, без никаква совест, ја доведува државата, економијата, политиката, семејството и многу други аспекти до оваа ситуација. Тоа значи дека овие млади ја изгубиле битката? Не знам ја што и не знам за кои млади. За младите генерално, ако се наследници на таква генерација, за кои млади правиме возрастни Јас сум луѓе. секој ден опкружен со млади луѓе. За кои млади луѓе зборуваме? За кои млади луѓе зборуваме? Сега имаме млади луѓе кои имаат еден вредностен систем или друг вредностен систем, на идеолошки план, некои се полиберални, некои се поконзервативни. За кои млади правиме муавет? За сите. Па не може за сите, не може затоа што различито го доживуваат својот живот. Јас познавам млади луѓе кои, освен што имате на духовна настројка христијанска, вистинска, ти имаат и здрав патриотизам. Значи, влегуваат во брак, во здрав брак, се грижат своите деца да ги воспитуваат во вистинските вредности, во вистинскиот морал, кој се надеваме ќе помогне да тие се формираат во здрави и одговорни личности, што утре задутре ќе ја реформираат на вистински начин оваа наша држава. И тогаш ако такви личности дојдат на власт, односно на челните позиции, многу е битно кој го вози бродот, и така натаму, ако таквите луѓе дојдат, тогаш ќе има промени и реформи. Но ако реформите ги прават луѓе без идеја, или платеници, или некој ги донесол тука да одработат нешто и така натаму, се молам, па ние гледаме до кај дојдовме. Еве ги резултатите. Со такви реформатори. А бракот е задолжителна опција за сите? Не е задолжителна. Бракот е плод на љубов. Значи, доколку личности од спротивен пол, машки и женски пол, тоа го потенцирам, затоа што она што некој друг го сака да го наметне како термин брак и така натаму е неприфатливо. Зошто и како јас сум говорил на многу други емисии, сум пишувал. Многу тоа треба да се дебатира. Океј, јас сум подготвен за тоа да дебатирам што е брак, што не е брак. Значи, бракот е плод на љубов и на прифаќање на две личности од спротивен пол кои сакаат својот живот, значи во овој свет да го организират онака како што самиот Христос тоа го заповеда. Говорам за христијанскиот. И ако некој реши да не влезе во брак, тоа е негова работа. Тоа е негова работа. Не е И по можност во манастир да оди. А кој сака исто така, значи митрополитот Петар го кажа. Доколку за оние луѓе кои имаат таква настројка духовна. Има луѓе, млади луѓе кои разбираат суетата на овој свет. Ја разбират. На крај крајеви, најбитниот момент во животот на човекот е неговата цел. Што сака човекот? Не знам која е твојата цел. Ја мојата цел знам која е. За твојата не знам, може да говориме, не е проблем. Но ако некој млад човек е искрен Христов ученик
искрен Христов ученик и ја разбира целта на својот живот, тогаш тој има слобода или да влезе во брак, или да оди во манастир, или на било кој друг начин да се формира како личност. Целта е битна. Нели брачна Не, бракот во христијанството бракот не е цел. Бракот се гледа како сегмент, пошто митрополитот Петар убаво го потенцираше тој момент. Заедништво. Значи, човекот се гради како личност во заедништво. Затоа што ако нема вистинско здраво заедништво, со здрави вредности може да се забека ментално, психички и на други многу аспекти, како што тоа го гледаме во нашето општество. Предизвика ли ова дискусија во, твоето најблиско окружување? Па предизвика дискусија, но како што кажав, тоа многу често се врти на сатира. Но мислам дека треба да го разбереме да го разбереме моментот на важност, бидејќи во Република Македонија голем број млади луѓе се веќе одселени. Значи они имале цел и таа цел не ја гледаат во Република Македонија. За кои млади луѓе правиме муаве, да тие што се оцелиле. А не можеш да говориш зошто и како, затоа што треба направиш анкета. И секој има различита цел зошто заминал. Но јас не говорам за хоризонталната цел, ја говорам за вертикалната цел. Ја познам многу млади луѓе со сериозна вертикална цел кои останаа во Македонија и остануваат Македонија и се борат за оваа држава и сака да се реформира оваа држава на вистински основи. Да, но овие другите што заминале не се помалку вредни за споменување, така да го сослушаме. Клучното прашање е, иако се согласувам дека децата, особено децата во рана возраст, имаат големо влијание од своите родители, без разлика дали тие се исто половни родители кои што адоптирале дете или резултатите кажуваат нешто друго во светски рамки. Јас ви слушам само се изморам да кажам затоа што не е точно. Ама да не го прекинуваме, нема повеќе. Во секој случај, она што е многу поважно е какво образование ние им нудиме на нашите млади. Дали им нудиме доволно шанси да се надоградат себе си, дали они може да си ја препознаат целта во оваа држава, без разлика дали е тоа некоја духовна цел. Со следење на некоја вера. Но многу поважно е што оваа дискусија треба да ја насочиме на прав начин. Треба да зборуваме искрено за проблемите, а не треба да зборуваме на сатиричен начин за некакви зезанци во однос на тоа што го кажал некој од Македонската православна црква. Така што мислам дека сегашната ситуација е толку сериозна во однос на младите да им дадеме можност самите да си ја пронајдат целта, а тоа да не биде без разлика дали тоа ќе биде од било која верска заедница, туку самите да може да се пронајдат во нашето општество. Е многу поважно него да имаме сатирични коментари во однос на она што го кажал или не го кажал одреден верски лидер. Така што мислам дека е клучно тука да забележиме дека во Република Македонија живеат различни луѓе, што следат различни религии, но она што е клучно дека и апсолутно се согласувам дека младите не се кохерентна група, многу се различни, но она на што секако можеме и мораме да се согласиме дека им требаат подобри работни места, поквалитетни работни места, поплатени работни места, подобро образование, каде што се надевам дека ќе имаме повеќе граѓанско образование за тоа што значи да се биде и да се живее во една демократија, отколку да им наметнуваме некакви концепти за тоа каква цел они треба да следат во животот, без разлика дали е верска или некоја друга. Так, слободата на избор е најважната работа. Таму кај што нема слободен избор, таму нема личност. Личноста е личност затоа што има слободен избор. И ние слободно стануваме Христови ученици, членови на црквата. Слободно ги прифаќаме тие вредности. Прашање на избор. Мене ми е многу жал што немаме ние повеќе време. Влегуваме во некаков блок реклами кој што мора да биде емитуван пред централниот дневник, но е доволен повод да размислиме да се собереме можеби во поголем состав и да развиеме вака поголема дебата во која што ете младите нас проти условно црквата. Јас мислам дека може ако сугестија на малку. Јас би го прифатил тој момент да се говори за реформи во општеството. И кој формат треба да поседуваат личностите кои треба да ги но повторно се поставува прашањето дали ќе се согласите со либерализмот кој го носат младите во демократијата, и желбите кои што ги имаат во однос на тоа што се ваши ставови. Во демократија се знае како се поставени работите.
Значи се знае, значи треба има мнозинство, малцинство или така натаму, е. но мора да најдеме консензус, мора да најдеме заедничко размислување, така она што е добро за сите граѓани. Да ја почитуваме слободата на сите, но од друга страна треба да се почитува и изборот и слободата на мнозинството. Значи ние не може да бидеме уценети од малцинството, вакво или онакво, дали е ова или он, не е битно. Да, но и Но сепак малцинството треба да живее во истата држава. Апсолутно, апсолутно, тоа се сложувам на демократски па. Ново Македонија над 70% се декларираат како православни христијани. Дали се активни, пасивни, тоа не е битно, тоа е друга тема, но се извинувам, фактите Така тоа го рекол, говорат. Значи православието учествувало во реформата овие 27 години. За жал, автентичното православно христијанство малку учествуваше, да учествуваше повеќе, резултатите ќе бидат повидливи. И за тоа јас и понатаму ја водам борбата за реформа. Повод повторно да ве поканиме во малку поголем термин. Поводот беше, го кажавме, вчерашната изјава на владиката Петар, барем накусот да ги соочиме ставовите од едната и другата страна. Ви благодарам и вам. Одиме на реклами, па влагаме во минутите на Централниот дневник со многу интересни содржини. Останете со нас.